Добар ден на сите и секако, добре ни дојдовте уште еднаш во Нема љутиш. За да ви препорачам да бидете малку посериозни, затоа што ние сепак сме тука само малку да се зезам. Да, се смееме на сметка на сите, но пред се на своја сметка. Што и не е така тешко, затоа што секогаш е празна, па не можеш да не се насмееш откако ќе ја видиш. Рековме минатиот пат дека ќе зборуваме за мерките кои ги предложи владата, а ги усвои парламентот по повод кризата со COVID-19. Да ве подсетам дека веќе е на сила мерката да носиме маска и кога сме сами, и на затворено, и на отворено. Ајде бре мајката, зошто пак тоа? Што, да не се заразиме самите себе? Или пак да не кивнеме толку далеку, 20 метри, па да заразиме некој друг? Па тоа би било веќе светски рекорд. Или пак замислете вие сами во автомобил возите и носите маска. Па тоа има смисол само ако колата ја имате украдено. Поинаку не. За среќа не беше усвоена мерката за најмногу 4 гости. И среќа што е така, велам, затоа што ќе почнеа веднаш огласи од типот го продаваме дедо затоа што е 5-ти член на семејството. Да, со него нудиме комплет, вилица и апаратче за мерење притисок гратис. Апаратчето за мерење притисок за вас, се разбира, откако дедо ќе почне да ве нервира. Тука веднаш ќе се јаве од ДУИ и ќе предложија од 4 гости барем еден да биде албанец. И еве ти повторно огласи. Албанец сум. Имам големо искуство и богато CV за одење по надвор и по гости. Ако е друштвото женско, нудам попуст од 50%. Ма што 50? Може и за џабе. По ДУИ веднаш ќе се јават и власите. Влашката заедница ќе излезе со предлог Филипче да биде прогласен за светец. Зошто? Затоа што има дадено предлог да има најмногу до 4 гости. Милина една за власите. Тие веднаш ќе воведат правило. Ако поведете 5 со вас, тој да си понесе и за јадење и за пиење. Реков не беше изгласана, но пред да дојде во собранието, откако беше предложено од страна на владата, еден татко мораше да го напушти своето семејство затоа што тоа беше 5-члено. Да, тажна, приказна, бидејќи таткото мораше да замине од дома. Мораше да замине од дома и да преспие кај комшивката. А таа сирота беше сама. Да, исто како што сте сироти вие, што ќе мора да не гледате во следните 30 минути. Да, еве што се ќе можете да видите. Каква сам играла, футбол за време ранije. Ворам, по меѓу ноги. Или да баба сега парја тој за дресуру на магариња, па можда за овој магареве да ги издресира вместо еднога, да се научи да носи двојца. Ако го познаваш конобара, само му удариш око и он наместо едну стави 3 црпке суп. Да си боли по едно ракију, ќе пиемо ли? Не ракију, не. Како бе не ракију, зашто ги пратимо на шопинг ако не пиемо ракију? Не ракију, не. Отиду дома, седну да једу, жена почне да ми рже преко зубите, кој ми збори од обичаен ржан лебидн. Тако е. Прочита, видов дека ја галедете што ми га кажете, гле, 80.000 евра од европски фондови за дресирање на магариња. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Производи на Бучан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Бучан Козјак, следете линката. Дали некогаш сте се запрашале што се случува со вашето тело кога го хидрирате со Визијана МГ 290? Благодарејќи на високото ниво на природен магнезиум, таа благотворно делува кон вашето срце, мозок,
дигестивен систем. Делува кон вашите нерви, коски и мускули. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Арис де Грас. Сега во 2 нови верзии. Под контрола на италијански технолози. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Тате, готов ли си бе, тате? Бобане, бе, тако ли се прашуе, готов ли си бе? Кој те научи тако? Па мама ме научи. Вика, иди види татко ти готов ли е. Јас сам спреман, а не готов, Бобане. Еве заврши с кондицион тренинг. Абе, тате, па ја те виду нешто се спремаш, ама што се спремаш? Кодиво се с мајко ти да играмо топку 3 полувреме, 6 крај на мали голчиња. Кој изгуби дава вечер. Тате, па кад си бе ти последен путри тая топку бе? И знаеш, ама си смешано тия гаќи од тој домачинско мајца. Бобане, бе, синко. Ти си млад, ништо не разбираш, бе. За време ранија, у Куманово, имаше само еден шнајдер што шиеше гаќе за физичко. Делегат. Бог да му душу прости. Не мога да ги најду тие што ми ги ши у 8 оделение, па мора овој да облечу. Оди види мајка ти докуде е. Ајде. Каква сам играла бе фудбал за време ранија. Ворам, по фут меѓу ноге. Тате, знаеш што? Виде, тате, мама тражи нешто у шифонјери, многу е лjuta. Знам што тражи, Бобане. 3 кога тражи од 8 оделение. Она каква мечка се е направила, она не може да улегне у njega сега, Бобане. Затоа е нервозна. Оди види се докуде, ајде. Оди, ајде. Па колко сам бија развиен, бе. Одно снага, бе, не ми сичи, бе. Тате, сега читам, мама ga оставила овој листче на стал. И вика, ја фудбал нема да играм. Па не мора да игра фудбал ако неќе. Нека седи на гол. Ама, тате, слушај, пишуе после му продолжетак. Многу сам нервозна и лjuta. Ете ви ги шпагете, па сами си ги правите за вечеру. ПС, ја отиде да поседу куде комш. Ха, лисица, она ли што много знае. Него нервозна сек, па и ништо неќе да го направи. Тате, а ја да те прашам нешто. За време ранije, kad ste svi bili u vojsku, mama zašto nije bila u vojsku? Бобане, бе, што збориш? Замисли го бе, она нервозна и лjuta како сега, бе. А калашников в руке. Па тој свие ми има да не истепа, бе, Бобане. Оди, стави ги тие шпагете да се вари, вај. На тројку ли, тате? На тројку, ајде. Иде другарче. И видуе га друго другарче, вика, абе што правиш, вика, што плачеш? Умре дедо ми. Е, како би умре дедо ти, прега сега го видимо седеше на клупу. Не бе, тој беше само за пензију. Ај, што ќе биде, бе? Нешто се спрема. Што ќе биде, што на ќе биде? пут појдева. Не, ќе се уклучи аларм, преголем товар. Утепа се како мачо од таман. Овој ти е приказка за трите магариња. Едно паметно и две глупи. А с глупи никад не треба да се расправањаш. Зашто? Спуштите на нино ниво, А? тепавте на кондицију,
а добиевте на искуство. Глупи луѓе. Па кој не е глуп, кој му е крив? А знаеш ова што е можда? Нели да баба сега пари тој за дресуру на магариња, па можда за овој магаре да ги издресира вместо еднога, да се научи да носи двојца. Ами не сум и ако не го искомплицирamo ситуација. Место купи дрес, облечи на магаре и ете ти дресирано магаре. Да, и тоа за малку пари. Не е фер, за магаре дава пари, а за овие две говеда кај ќе даде пари, бе, за нима ќе ни земе пари. Некој радник каже, јас сум бивалентно животно. Третиравме како говедо, а жртвувавме како јагне. Тоа е стара приказка за свакога радника. Ми сме ти чудо народ, Мал народ, толку мал народ, а увек изедемо поголем став. Да се чудиш, тебавне како магариња, а не ни давни да плачемо, бе, тоа е најголема мука. Многу е страшно наш народ ако почне да ги јава политичари да види дали су издресирани. Тоа е тешко. Тоа е лошо. Куса. За време ранije, сакам да кажу порано, свадбе се правесва на сасвим друг начин. Почнувајќи од идење по побруј кума, па по невесту, па чепење ко кошку. Сеќам се дека пред ручак не давасва пирошку, него супу. Супу! Ако ga познаваш конобара, само му удариш око и он наместо едну стави 3 црпке супу. Крај. Она, вруќа, врелац ке га стопи тањир. Само додадеш оцет и бибер и сркај! На пету лажицу одма иде опомена под астал за штиклу и ровачки поглед над астал. Срамота! Погласан си од музику. И нормално одговор. Не дардори, додај бибер. Први 2 лажице се сркав, а оној што остане у тањир се гњете с лажицу, мислиш и лажица ке се глотне. Куса ли се, куса? Седиме с комшу, понеделник пиемо по едну ракiju. Како бил понеделник? Па неделја сви зафатени. Вика комшо, знаечи дека беше на свадба и чернеделју. Стварно? Куде кој роѓаци едно не жено, вика. И што да ти кажи? Бидна време на вечеру искачам ја шерифски до микрофон, музика почна тихо, ама застануе. И на микрофон викам, молуве, ако има некој од вас на диету, да ми ga даде njegovo парче торту, фала. Ајде бе, ајде почна. Па сега е подруго. Прати жену шопинг, сега може да си пуштиме утакмица. Пуштена е, почна, не дире, само тоа. попуштувалце. Тако е. Да си боли по едно ракију, ќе пиемо ли? Не ракију, не. Како бе не ракију, зашто ги пратимо на шопинг ако не пиемо ракију? Не ракију, не. И па што ќе пиеш? Чај. О, боже, чај? Чај. Чај ќе пиеш? Добро, ај, чај ќе ти направа. Чекај, кажи ми, има филтери домашен, каков сакаш? Домашен бе, брат бе. Сигурен? 100%. А чекај, има тој планински, има шумски, има од јагоду, има разен има, каков сакаш? Мене ми е чок од паланко, од планински ми е преко главу. Дај тој шумски тамо, воќен нешто било што, да, ајде. А вруќ или ладен сакаш? Па вруќ се пие чај бе. Вруќ. А чекај, не те прашав, што ти га сипал? Филџан. Добро, филџан, какав филџан? Голем керамички. Имам. И ето. Сипи. А, чек. Сакаш и шикер на трен или мед? Имам и мед. Мед, да, сигурно. 100%. Мед. Ама и мед. Имам планински, имам ливацки, имам одбор, какъв сакаш? Гледам ја дека тебе ти се пие. Оди сипи по една, ајде. Салатичка може. Вие по узракико. Какву?
Ете, мене тате ме е научија да си биду поштен, да си работу и да си штеду. Тако, и ја много не се расфрлјам, па никато оду тако. Никако. Па ка ќе ги чуju, бре, што ме нервира врана од Сабајли у продавницу од добро јутро, ржан леп имате ли? Немамо, и он земе па си отиде. Бре, а ја па ербап, не ни прашам, него купу си обичан леп, отиду дома, седну да једу, жена почне да ми рже преко зуби, тако ми збори, од обичан ржан леп бидне. Тако е. Па ја здраво се хранам, седну и здраво се наједу. Ајде бе, па 200 години да не живу случај. Оди таму. Ајде, тој док беше млад, па се замлатуеше и мислеше нешто вечно ке живу. И доктора ga праша, како ја тој докторе вечно да живу? И он вика, земи ожени се. Зашто, викам, тој ке помогне ли? Не, само жена ке ти го утепа желју да живиш вечно. Ето такој ми кажа и како кажа, бре, тако и бидна. Стварно. Поштен некој доктор, поштен. Ретко сте да има поштени, ама има и данаска поштени. Мада данаска и поштени су подкупљиви, само треба поштено да ги платиш. Ама ја поштено си работу и да знаете, увек сам на време на работа. Да, стану такој Сако Сабајле, отвору новине на оној страницу куде што су умрени. Иако ме нема тамо, рипну и правац на работу. Да, и стигну увек на време, увек. И тој со сточак. Не можу с автобус. Не, много стои на станице. Па касни некако. И плюс тој не смеев много да се вози. Па ја, бре, не знам и више, кад више ќе ga направи тој метро. Па пуно отидесва под земју и сега ga чекав таму. Него, оно па боли и тој него да седиш, да дремеш и да чекаш на работу, а да размислуеш од куде паре да печалиш. Тој па ептен и... Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат. Кога се работи со љубов и се внимава на секој детал. Кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони. Распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони. Ау, моја милена тема, хигиена. Види. Со снега, бе. Глед сепко. Овој, Снашка го е наместила. Кажала му е, маме, оба кој, само фати за ручку и терај и оно све ќе собере. Пази и тебе да не те собере. А се крва се смее. Како Снејке, ја можда сум се зезнала и не, ама ти си се зезнала што за сина ми си се оддала. Тој е, свака жена има 3 развојни фази у свој живот. Добро. Значи, прво е љута на татка, после е бесна на мужа и на крај нормално бе незадоволна од зета. Свака баба. Снејке, ја тој ќе усисам све, а ти земи избриши прашину. Маме, никако. Јучер сам запишала еден број, многу ми га треба. Абе, што ти е модро око? Ќе ти бе, што ми е модро. Жена и чер, прашаме, што има на телевизор? Ја кажа прашина. Леле, и ете модро око се. И нормално следуе разот. А за разот кривица е пола-пола. Да, увек. Пола у жену, полу мајку.
Тако е ли? Јас за тој највише сакам жена кога ме подсеќа на хигиену. Скарамо се, она вика, ајде да се чистиш од тој. И ја одма у кафану. Тамо се чистимо колективно. Тако и треба? Па да. А некако кад бесмо млади. У кафану пиемо, у болницу се чистимо. Знае се, у кафану се чистимо, дезинфекција. Нормално, заедно сви. Иде унучена дедо и вика, леле, дедо, фала ти много, значи ти си мене спасија, ти си ми го одлучија будуќу професију, од мене има да биде човек. Браво, бе, внучко, вика, стварно, дедо, ти, много сам ти захвален. Некако тој пармонику, бе, дедо, што ми го купи за роѓендан, посада печалу паре с њума. Бре, синко, толку ли научи да свириш? Не, бе, дедо, сви плаќам само да не ме слушам. Гледам, ама не виду. Што најде сега? Гледай овамо, нова Елина! Погледни! Леле, стварно, Марија, не те виде като иде. Откуде ти морите ме пари за ново Елино? А? О, не го сак ми такна. О, добре, од оние фондови када за магариња паре, та за такву кобилу како тебе ли нема да дадем. Дали су ти на тебе? Значи да престанеш да ми љубомориш. А тој да, прочита, еви и овдека ја ga најдете што ми га кажа тој, гле, 80.000 евра од европски фондови за дресирање на магариња. Па тој мори вајда ќе га женим, спремам га за женитбу, за тој. Амари само кој се женив? Магариња само ги најдев магарицу и толку. Значи ти или си глупа, или си ќорава, или од двете помалку. Амори у нашу државу пола су ти како магариња и натливи и морав да пројдем во обуку куде маму прво пат так да се женим. Тој ти кажују. Значи ти си една половина, јас сам друга. Значи ти не си магарица, јас сам, значи. О, ја само кажа дека си ти глупа, ништо друго, и тој кажа символично, не га кажа на истински. Само сакам да ти кажу дека мужи има винат како магаре, дека нема срам и дека сви го слушам маму, те тој ти кажују. Па тако е, кажи, Мари. Али ја и дале не може да разберу. Жено, 80.000 евра мъж. Еве, гледам. Не може да разберу. Не може да разберу. Амори те ти го одговор, пред малце га кажа. Куди? Јо, леле, пред малце ти објаснува. Значи, магариња мора да се вежба, вони су глупи и натливи. И за тој треба за да се дресира в повише паре, 80.000 евра. Оно па јас сам глупа, не си ти управо си. Јас сам глупа што не те фату за руку и те одведу тие фондови тамо. И знаеш ли колко ќе зему за тебе, мори? Не 80.000. 800.000 евра, кај ќе видим каква крава си. Жими се. И плюс, за дресуру има бенефициран стаж да ми даде. Ето кој да знае. Ау, ти сакаш да кажеш нешто малце, ама глупо. Само интересно да испаднеш. Не е тачно. Јас све што кажу е паметно и све ти објаснуju на дугачко. Сакам да ти кажу дека ја с тебе каква си глупа ќе зему многу повише паре, да, и с тебе каква си натлива како магаре, ќе фату повише гранки оден пут. Значи ќе фату и земјоделство, и сточарство. Да фатиш света па да се не вратиш. Да фатиш да се обесиш на ној гранко ондека. Тражи тамо трачани шляпа и глупости. Стварно? Да. Јо. О, Боже, мајке. Тебе ти збору, мори. Безобразно. Епа толку за денес, но сосема за крај ќе ве подсетам дека кафеаните работат со намален капацитет, па затоа ги молам сите што пијат само сок или некои слични глупости да си останат дома и да остават место за нас професионалците. Затоа сега јас одам во кафеана да си фатам ред, а вие фатете си место на ова исто место и следниот викенд за да бидете со Нема љутиш. До тогаш, чао на сите. Чао. Куде ти тебе паре да купиш ново Елино? А? Него да не стане, имам јас текст. Тепавте на кондиција и те победиме не знам на што. Гледам, мори, не виду. Куде? Гледај у телефон, не
О телефон гледам, не ли видиш? Свадбе се праве сва на сакс, на какес, Ај. И сосема за крај да ве подсетам дека кафеаните на Тепавте на кондицију и те утепав на... Не се казак. Чекај, што сакаш да ти ставиш? Шикер на трен или мед? А воќен планински? И тој Ајдучки. Тој беше пред ове. Ој, точно, ајдучки. Народ може да се научи после и не беше така. Не, тој. Бидете посериозни затоа што ние сепак сме тука, ние сепак сме тука. И мало и поштени луѓе. Има. Ама поштено да зборимо, јас сам требаја да го исклучу телефон. Мада и ми беше исклучен. Уклучуе ли се после некое време сам? Некој ми прави замки. Некој радник каже, јас сам бивалентан радник. Kad su te videla kakva kobila si. Ja ne znam. Kad su te videla.